Почитувани граѓани, почитувани новинари. Интересот на децата и нивниот образовен процес треба на сите да ни бидат на прво место. Ново губење часови, откако изминатите 2 години наставата се одвиваше во отежнати услови поради пандемијата, е на штета на децата. Особено голема штета може да им биде нанесена на илјадници матуранти, бидејќи се поблиску се роковите за полагање матура и завршен испит. Апели за децата да се вратат во наставните клупи со право пристигнаа и од УНИЦЕФ и од Народниот правобранител. Правото на образование е загарантирано со Уставот, исто како и правото на штрајк. Но штрајкот не смее да биде на штета на децата, а учениците и нивните родители да се држат во неизвестност. Неопходно е раководството на СОНК да го прекине штрајкот, да овозможи учениците да се вратат на училиште, а своите барања да ги остварува во диалог со надлежните институции. Владата веќе понуди конкретно решение, а тоа е зголемување на платите во висина од 10%, односно плати повисоки од 2500 до 3000 денари по вработен, и тоа во време на криза. Одбивањето на овој предлог е неконструктивно. Прво, затоа што законските рокови за усогласување на платите од 6 месеци се уште не се истечени. Второ, затоа што токму СДСМ во изминатите 4 години ги зголеми платите во образованието за 21% и токму оваа политичка опција е посветена на пакочување на платите во сите сектори. Истовремено, значително се инвестираше во изградба, реконструкција и опремување на училишта и градинки. Се изградија голем број на училишни спортски сали. Оваа учебна година опремивме 264 кабинети по природни науки и издвоивме 54 милиони за образовни асистенти кои веќе им се на располагање на децата со попреченост. Да не заборавиме во ниту еден момент дека училиштата се за децата и улогата на сите чинители во тој процес е да обезбедат квалитетно и инклузивно образование за секое дете. Го повикуваме раководството на СОНК да се врати на диалогот, не само за покачување на платите, туку и за нов општ договор и нова методологија за постојан раст на платите по образованието и детската заштита. Платите во образованието ќе се зголемат, ќе има нова методологија за постојан раст на платите, но наставата мора да продолжи. Благодарам.